Не се само летните одмори во фокус овој период од годината, секако идните студенти, идните средношколци. Утрово во Македонија наутро ни се придружува Јулијана Деспотовска, студентка на факултетот за музичка уметност при УКИМ. Ќе ни раскаже за како љубовта кон музиката прераснала во академска посветеност, кои музички насоки ги нуди факултетот и како се негува и развива талентот преку студии. Секако ќе слушнеме и за можностите по завршување на студиите и советите за младите таленти кои што се двоумат околу својот музички пат. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Сега благодарам за поканата. Ова се денови на одлуки. Затоа до 8 часот младите ќе не бидат во фокус. Прво идните студенти, малку подоцна во емисијата ќе угостиме и професори од средно училиште. Јулијана, што те инспирираше да го одбереш факултетот за музичка уметност? Па пред се, факултетот за музичка уметност е една доста елоквентна и доста значајна високообразовна институција во уметничкиот свет и музичкиот свет. Поради тоа, а исто така поради исто големиот број на професори кои се многу квалитетни, каде што стварно никако студенти можеме да научиме и да се усознаеме како уметници и музичари. Тоа можам да го потврдам за професорите, немам таму завршено, за музика сум лаик, меѓутоа кога и да сме соработувале, снимале или ни гостувале тука, навистина се одлични. Кои музички насоки се нудат и што ги прави посебни за секој студент? Па вака, кај нас малце е интересно тоа што освен групната настава на нашиот факултет поголем акцент се става на индивидуалната настава. Поточно има многу голем број на избор. Кај нас има 6 катедри кои што опфаќаат 30 студиски програми, каде што студентите може да се усовршат индивидуално тоа што го изучувале во средно или не го изучувале, може да го изучуваат во текот на студиите. Да. Так. Можам да ја кажам катедрите ако сакате на кратко. Слободно. Катедри за музичка теорија и педагогија, композиција и диригирање и музикологија, како една катедра, катедра за клавишни инструменти, катедра за дувачки, удирачки и солопење, катедра за балетска педагогија, катедра за џез популарна музика, и катедра за гудачки инструменти и гитара. Не ме гледа така, јас не ги знам. Не можам да ти помогнам. Се шегувам, но мислам дека ќе кажавме сите. Секако на оној еден студент на кој што му требаат повеќе детали, сигурно што повеќе ќе се сетне. На веб страната може да се отворат сите информации се достапни. Ете така. Како се развива еден музички талент преку академски пристап? Значаен е академскиот пристап, така? На страна муабетот имам јас талент, не ми треба факултет. Па талент како талент, суров талент треба се развива. Многу е битно и да имаш талент, како во текот на годините ќе го развиеш и дали ќе работиш, дали ќе вложуваш во тој талент. Со самото тоа, академското развивање има големо значење, бидејќи според секоја студиска програма и според индивидуална настава каде што имаме ментор и професорот го одредува нивото на кој е студентот и како понатаму би се развивал како уметник и како академски граѓанин. Со тоа што според секоја студиска програма, во секоја година има дадено предмети каде што студентот има шанса да се развие технички, музикално, индивидуална настава, професорот работи цело време со него, како што се работи на техничко развивање, така се работи и на емоционално развивање на студентот, бидејќи музиката знаете дека е пред се од душата. Музиката е емоционална уметност и е за сите. Така. Дали имаш настапувано на концерти, фестивали, музички настани како дел од студиите? Тоа е важно да се каже. Многу е важно, бидејќи во текот на студиите нашиот факултет ни овозможува многобројни настапи. Еве конкретно јас лично како еден од поубавите настапи што ми бил лани на Коста Трпков во соработка со Националната опера балет. Исто да ве поканам да искористам шансата во петок 13 сега во 20 часот во Национална опера балет ќе има исти концерт Коста Трпков во чест на маестро Коста Трпков во соработка со Факултет за музичка уметност и Национална опера и балет. Па ве поканувам сите, цела македонска јавност и љубители, да. Кои се професионалните насоки по завршување на студиите? Професионалните насоки, па зависи тоа што сме завршиле. Конкретно јас сум солопење. Да, јас сум солопење и после моите студии најидеално работно место ми е во Национална опера и балет, бидејќи тоа го изучувам класична музика. Но има шанса да бидам професорка, има шанса да работам во приватно училиште, има многу, не е толку има избор за работа, не е толку кој што го представуваат луѓето, да, уметност е тешко е. За секој има свој пат да си го пронајде во уметност. Поддршката сигурно од професорите и факултетот која што ја добивате воопшто
целосно е тука, тоа Да. го гледам и по твојата насмевка кога го прочитав прашањето, така да без поддршка ништо, така? Што би им препорачала за крај на учениците кои се двоума дали да изберат музичка кариера? Па да си го слушаат срцето. И душата, Да. кажавме така? Бидејќи музиката како уметност е една преубав сегмент од општеството и да ви кажам многу битно кон пошироката јавност дека каде и да одиме, Македонија, нашата земја, се представува преку уметноста. Уметноста и музиката се образ на нашето општество. И луѓето треба да бидат свесни дека не треба да се плашат од тоа. Децата кои ја сакаат музиката, кои ја носат во себе, кои имаат талент, бидејќи талент е, да речеме, некој процент, а работа, труд и влог е поголемиот процент. А тоа, мислам, нормално преку академска образование, преку работа на себе, преку вложување во себе се постигнува. Така да сите што имаат желба, нека дојдат, нека студираат музика, бидејќи музиката е стварно едно возвишено нешто. И би замолила да добиеме поголема поддршка како уметници и музичари во еднина од пошироката јавност, сите да идат на концерти, да посетуваат концерти и на нашиот факултет, факултетот за музичка уметност, и на филхармонија и опера, и на сите институции кои организираат некои настани, бидејќи тоа е еден битен сегмент за понатомошно развивање на нашата. Па добро, и така се дава најголема поддршка всушност на луѓето, на нашите уметници. Јулијана, благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Верувам дека бевме инспирација за младите идни студенти кои што не гледаат да бидат и твои идни студенти, бидејќи убав е крајот, вели, музиката не е само уметност, таа е дисциплина, посветеност и начин на живот, што во случајот ти си пример за тоа. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас.